Добар ден од мене до сите кои што се вклучени онлайн за да го следат и да учествуваат активно во овој настан, кој што е дел од активностите на проектот, на регионалниот проект, односно регионална одговорност за нашата иднина, граѓаните и граѓанското општество, двигатели на европските вредности на Западниот Балкан. Навистина ми беше малце непријатно да го преведам ова regional ownership на македонски, ќе изгледаше малце многу технички, зашто ownership и собственост, ова што го имаме ние, има малце поинако значење. Овој термин ownership се уште не одомаќен овде кај нас, и затоа го преведовме како регионална одговорност за нашата иднина. И ние на овој настан ќе видиме кои се целите на овој проект и кои се првичните резултати за за состојбите, односно за политичките, економските и условите во кои што действува граѓанското општество во овие 6 држави од Западен Балкан, каде што тој се реализира. Се разбира, имаме една држава која што е членка на Европската унија, тоа е Франција, која што исто така учествува во нашиот проект, како еден вид на компарација во однос на разликите кои што постојат меѓу регионот и помеѓу државите членки на Европската унија. Значи, токму вредноста на овој проект е неговата регионална димензија, која верувам дека Невенка, која што со нас е денес, која што е на некој начин носител, односно го имплементира овој работен пакет во овој навистина многу амбициозен проект. Многу од вас веќе слушнаа за што се работи во текот на нашето запознавање од 10 минути порано. Значи, регионалната димензија е дополнителна вредност што ја носи овој проект во однос на прашањата кои што ние овде ги поставуваме. Концептот на проектот е во суштина дека регионот има одредени разлики кои што ги одвојуваат земјите една од друга, и тоа дека и постојат многу сличности, и ние ќе се увериме многу скоро во тоа за кои сличности се работи, односно политички, економски, културолошки карактер, кои што влијаат на начинот на кој што се перцепираат активностите на граѓанскиот сектор во овие земји, особено кај нас, ќе упатиме нас повеќе, ќе обрнеме малце повеќе внимание во однос на тоа. Зошто е ова воспоставување на регионална одговорност? Ние во рамките на европското движење, особено во Националната конвенција за Европска унија, многу често пати истакнуваме дека иако институциите го водат преговарачкиот процес и тие се одговорни за начинот на кој што оваа методологија ќе се спроведува, меѓутоа не е помала одговорноста во резултатите, односно во реформските патишта кои што треба исто така на кои што исто така да бидат поставени граѓаните, односно граѓанското општество си има своја собствена улога. Искуствата на другите земји кои што се понапред од нас во овој преговарачки процес, имаме и две држави кои што се членки на Европската унија, навистина има лекции за споделување. Да не должам многу, значи го споделувам задоволството дека Невенка е меѓу нас овде, да ги сподели овие регионални искуства од овој првичен извештај кој што беше направен во изминатите 2 месеца, и значи тука влегуваме како партнер ние и останатите земји за кои што Невенка повеќе ќе зборува сега. Значи, уште еднаш само би додала дека проектот создава простор за меѓусебно учење, споделување на искуства и пренесување на успешни практики. Црна Гора, како што веќе знаете, дека е една од земјите која што овој регион ќе биде прва земја членка во Европската унија. Се надевам дека овој процес ќе оди така како што е во моментот одбележено, односно дадено од
od Evropskата unija, v teh se pregovorite za členstvo, odnosno podpišovanje na dogovor za členstvo v Evropskata unija. Nevenka Toak, to kaže, možete na tog način, povedajte Nevenka. Hvala puno Mileva na ohrabrujućim riječima da će Crna Gora biti, ako sam dobro razumjela, sljedeća članica Evropske unije. Nadamo se, sumnjamo da će to biti baš toliko brzo koliko su naši političari obećali, ali barem do 2030. da je sad ta situacija izgleda nam bliže nego što je ikad ranije, pa se nadam da ćemo iskoristiti ulaz i momentum koji imamo trenutno. Ja ću pričati na crnogorskom jeziku, neću se potruditi da pričam na makedonskom jer to bi vas samo nasmijalo, ne bi vam dalo nikakve informacije od koristi. Nema problem. Nevenka, Hoću li ja da otpočnem sa prezentacijom? da, Ok. Samo da podijelim ekran sa vama. Trebamo koji minut. Dakle, kao što smo negdje i rekli na početku, Mileva je ispričala detalje ovog projekta. Dakle, izvještaj je uključivao i Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Sjevernu Makedoniju, Albaniju, Hrvatsku i Francusku i dio je projekta RUT Zapadni Balkan. Nekoliko stvari koje su nam bitne da razumijemo jeste da smo uključili svih 7 zemalja. Iako sam konzorcijum projekta ima 8 organizacija, ali 2 negdje predstavljaju jednako Francusku, uključujući dakle i Aldu koja je u ovom paketu nama dostavljala podatke za Francusku. Ovo je radni paket 2 i mi smo ovim paketom 7 naša organizacija koordinirala, ali svaka članica konzorcijuma, svaka zemlja je zapravo kontribuirala i dio svojih zaduženja ispunjavala. Ta zaduženja su ogledalo i metodologije koje smo koristili, a to je desk analiza, intervjui i online anketa. Odrađeno je ukupno 24 intervjua i ti intervjui su uključivali i civilni sektor i predstavnici institucija, a online anketu je ispunilo 291 lice, odnosno organizacije iz ukupno svih 7 zemalja. 31 pitanje je bilo sadržano u anketi, a svi od ovih metodoloških postupaka su zapravo bili određeni prema zajedničkom i sovjetnom obrascu, pa su svi podaci maksimalno uporedivi. Ono što nam je prvenstveno dalo, naravno analiza je dala mnogo šire stvari koje vi možete u analizi pročitati i koje se nalazi i na web sajtu i naše i vaše organizacije. Mi smo probali da ovdje to negdje u nekoliko bitnih tačaka sumiramo, čisto da vam damo podsticaj za neko razmišljanje tokom ovog panela. Ako bismo mogli da okarakterišemo prostor civilnog djelovanja, onda bismo mogli da stavimo 3 kategorije, a to je da Srbije, za koju su inače nažalost najteži podaci tokom ove analize ustanovljeni, da u Srbiji vlada aktivna represija od nadzora, racije, obustavljene saradnje do čak u potpunosti isključivanje iz procesa konsultacija, a vidjet ćete osobito za evropske konsultacije. Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju obilježava nešto što nazivamo politički osporavan civilni prostor, dakle formalno taj prostor postoji i civilni sektor funkcioniše, ali funkcioniše kroz delegitimizaciju povremenu, kroz paralisane savjete, odbore, razna tijela
i kroz selektivnu primjenu i zakona i mehanizama učestvovanja i slično. Albanija i Hrvatska su već strukturalno ograničeni, što znači da političkog pritiska nema, ali postoji ipak određeni vakum strateški gdje mi imamo i nedovoljno finansiranja i imamo mehanizme koji nemaju efekat. Formalni okvir u svim zemljama koje su bile i koje su i dalje dio konzorcijuma, formalni okvir svugdje postoji u svakoj zemlji. Međutim, svi ti mehanizmi su na neki način nefunkcionalni ili su zaobiđeni ili su selektivno primjenjivi. To znači da to mogu biti i tijela koja godinama ne funkcionišu, koje su paralisane. Crna Gora je primjer za to, vidjet ćete. Ili imaju konsultacije u fazama kad je prošao maltene svaki rok za konsultacije. Onda kad tražimo informacije, kad pitamo nešto, nemamo povratnu informaciju od institucija. A prethodno sam spomenula da je Srbija čak i formalno izuzela dokumente o pristupanju Evropskoj uniji iz obavezne javnih konsultacija. Ovdje sad već prelazimo na neke podatke koji su na regionalnom nivou, dakle regionalni podaci, ajde da ih tako referišem. Znači na regionalnom nivou 66,6% civilnog sektora prijavljuje nestabilno financiranje i ovo je ono što će dominantno se zapravo provlačiti kroz sva istraživanja. Kroz sva pitanja, tokom ovog istraživanja, 73,5% navodi nedostatak financija kao najveći teret i najveću barijeru i 66,7% zavisi od međunarodnih donatora, što u Srbiji recimo dostiže rekordnih 93,2%. Za Sjevernu Makedoniju ta zavisnost od međunarodnih donatora je nešto bolja od ovog procenta u Srbiji, ali iznad ovog regionalnog procenta iznosi 74,2%, što je isto veliki uzorak. Znači ne možete se osloniti na domaće donatore, već na međunarodne, znači skoro 78%. Također nestabilno finansiranje u Makedoniji konkretno je 61,3% i prikupljanje sredstava je kao najveći prioritet u vrlo visokom procentu 77,4%. Zamrzavanje financija USAID-a je od svih zemalja u regionu najviše pogodilo Sjevernu Makedoniju, gdje je čak 35 organizacija ostalo bez tih krucijalnih financija i povuklo se čak 37 miliona dolara. Negdje što se same participacije tiče, ovo su također regionalni podaci. Na regionalnom nivou naše učešće u određenim odborima, konsultacijama i tako dalje, u nekom vidu formalnog procesa je izrazito veliko, 91,8%. Ali ono na što se civilni sektor uvijek žali jeste da to učestvovanje zapravo nema efekat. Pa vi vidite da je efektivnost participacije od ukupne ocjene 5, 2,80. I mogu vam reći da je nešto bolja participacija u Sjevernoj Makedoniji, odnosno da je najviša efektivnost participacije zabilježena u Sjevernoj Makedoniji, 3,29% od 5. Međutim, istovremeno ispitanici u Sjevernoj Makedoniji su kazali da je u posljednje 3 godine stanje civilnog sektora u Sjevernoj Makedoniji mnogo gore i to čak u 58,1%. Dakle, već smo rekli da je civilni sektor formalno aktivan i angažovan. Povlačenje USAID-a je nanijelo najveću štetu i najviše ranilo zapravo sektor u Sjevernoj Makedoniji. Vidite da ovdje na regionalnom nivou
da je dovelo do učešća, do djelimičnih promjena to učešće. Regionalni podatak je 53,6%, a zapravo taj podatak je nešto bolji definitivno u Makedoniji. Ovdje sada već dajemo nalaze oko toga kakvo je zapravo stanje civilnog sektora, kakvo je okruženje, pri čemu navešću i podatke za Sjevernu Makedoniju. Konkretno vidimo da je Srbija najteži slučaj od restriktivnog okruženja, zavisnosti od donatora, pa čak i ove institucionalne otvorenosti. I ako gledate ove podatke za Srbiju, to ću vam samo dati podatke za Sjevernu Makedoniju koji su u daleko boljem postotku. Dakle, negdje kao restriktivno okruženje se u Sjevernoj Makedoniji izjasnilo samo 16,1%. Što znači da u Sjevernoj Makedoniji vi ne doživljavate civilno okruženje kao restriktivno. Kao neutralno ga uglavnom doživljavate i to je oko 58,1%. Vidite efektivnost participacije koju smo spomenuli da je kod vas u najvišem uzorku. 3,10 od ukupnog cifre 5. I vrlo visoku institucionalnu otvorenost bilježite u Sjevernoj Makedoniji, a to je 3,6. Ono što je za nas zemlje Zapadnog Balkana koje se trudimo da postanemo EU članice buduće, vidimo da je Hrvatska nažalost primjer koji upozorava partnere iz Zapadnog Balkana, jer 46,8% ispitanika opisuje okruženje kao restriktivno, što je mnogo više nego i u Crnoj Gori ili Sjevernoj Makedoniji, pa to znači da članstvo u Europskoj uniji ne proizvodi automatski podsticajno okruženje za civilno društvo. Negdje u srednjem pojasu su zapravo Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Kod nas izdvajaju ovi veliki podaci o nestabilnom finansiranju i veliki podaci o toga da zavisimo u suštini od međunarodnih donatora. Francuska, iako naravno ima daleko bolje civilno okruženje nego li što to i uslove za rad nego li što to imamo mi, Francuska, dakle, nema ovaj autoritarni pritisak, nema zaustavljene saradnje, dakle, mehanizam funkcioniše, ali ipak kažu da 68% njih francuskih organizacija se izjašnjava kao da je okruženje mnogo gore nego prije 3 godine. I tu ima nekoliko mehanizama koje oni krive, između ostalog ono što je slično sa nama jeste da nemaju dovoljno financija i da se preporuke ne usvaje. Ovo su neki rezultati, pregled ključnih brojeva i u suštini vi vidite da je efekat participacije jako veliki u Sjevernoj Makedoniji. I tu se zapravo negdje izdvajate. Mi smo dali 3 nivoa preporuka, od kojih naravno sama publikacija, sama analiza sadrži mnogo širi spektar, ali mi je ovdje ilustrativno smo stavili par stvari, čisto da razumijete da smo ih podijelili na one koji podrazumijevaju da se odmah reaguje, na one koji su strukturalno neophodni i oni koji bi predstavljali investiranje u budućnost. Pa recimo da se dobiju odmah povratne informacije sa javnih konsultacija, da se sprovode analiza kako će donošenje nekog zakona uticati na nas prije nego što se taj zakon donese i naravno da se restrukturira arhitektura finansiranja zahtjeva i momentalno djelovanje. Strukturalno bi neophodno bilo uvesti neke mehanizme uključivanje civilnog sektora i saradnje sa civilnim sektorom ne ad hoc odlukama, već zakonom, da se obavežu ministarstva. Ovo je recimo preporuka koja je potekla baš iz i intervjua i online
online ankete i desk analize vezane za Sjevernu Makedoniju, da se obavežu sva ministarstva da pripremaju i objavljuju godišnje planove konsultacija, a dugoročno recimo bi bilo potrebno ulagati u mlade, ulagati u digitalnu bezbjednost, medijsku pismenost, kroz sve sitne mehanizme ili krupne mehanizme kojima zapravo treba da obnovimo građansko povjerenje. Ja sam tu za dalja pitanja i odgovore, ali ovo su samo načelno neki podaci da podstaknu dalju diskusiju. Благодарам многу, Невенка, на ова представување на заедничките партнерски резултати. И ми се чини навистина дека беа прилично занимливи и според моја проценка многу реални во актуелниот момент. Особено ми се допадна еден ваш заклучок, кој што веројатно произлегува и од другите анализи, бидејќи нашиот најголем проблем се однесува на имплементација. Ние имаме солидно усогласена легислатива со Европска унија, како и многу јавни политики кои што постојано се донесуваат. И тука немаме забелешки во однос на обемот на јавните политики кои што постојано ги продуцираме, но имаме проблем во имплементација. И ова што вие го кажавте во извештајот, дека јазот во имплементацијата не е резултат на технички неуспех, туку е резултат на политички избор. Така да целосно се согласувам со оваа констатација. Само со една реченица би сакала да замолам. Дали сме, бидејќи мојата предпоставка е дека имаме сличности и имаме разлики меѓу овие земји кои што се од регионот, што мислите во однос на ова? Колка ви се сличностите како прво? Ајде за тоа да... Само многу плюс. Дали сте ме разумели? Je li pitanje za mene, Mileva? Sličnosti između Crne Gore i Sjeverne Makedonije, je li tako? Ne? Да, дали имамо више сличности или više razlike idu na... Više sličnosti. I naša zemlja i vaša zemlja se zapravo nalaze u srednjem pojasu nekih srednjih vrijednosti, što znači da mi nemamo ni previše restriktivno okruženje, a ni previše sad nije baš da nam cvijeta cvijeće svuda oko nas. Dijelimo zajednički problem oko financija, znači nemamo dovoljno para, vrlo smo involvirani, uključeni u procese, pokušavamo da guramo maksimalno i evropsku agendu i sve politike da pratimo, monitorišemo i tome slično, ali nemamo političku volju za sve što radimo. Dakle, nemamo novac i nemamo političku volju za sve što radimo. To su naše sličnosti, nažalost. Dakle, nalazimo se u vrlo sličnoj kategoriji. Така, благодарам многу уште еднаш. Сега му давам збор на Никола, кој што исто така учествуваше во извештајот за нашата земја. Никола, што би кажал во однос на она не беше кажано? Да, мислам многу кусо што Невенка стварно многу голем дел од работите што планирав да ги кажам, ги кажа. Како што кажа и таа, значи соработката меѓу граѓански организации и институциите постои. Во извештајот ние заклучивме дека, мислам, според учесниците кои што ја пополни анкетата, дека таа е повеќе формална отколку трансформативна, во смисла не има проблем тие да влезат и да дискутираат и да се случуваат работни групи, но кога треба да се направат промените, тука доаѓаме до проблемот. Напомена исто така Невенка дека средината е неутрална. Исто така и како интересна работа од прашалникот би го посочил тоа што Македонија е единствената земја каде што немаше ниту еден одговор дека има политичка репресија или политички притисок врз работата на граѓанските организации, што беше интересно да се види, бидејќи во сите други држави имаше одреден процент организации кои што тоа го наведоа. Така да мислам дека тоа е добар вовед во дискусијата што би следела, каде што ќе ги имаме Гоце Коцевски, Ивона Кекеновска и Маја Танасова.
А пред да продолжиме со тоа, само ќе замолам уште еднаш да се пополни прашалникот за кој се учествува, за учество, ќе го споделам уште еднаш сега. За тие што го немаат направено ова до сега. Дали може бидејќи сега немаме споделен екран да бидат вклучени овие учесниците со камери за да видиме колку сме убави сите. Може да направиме групна фотографија. Јас навистина би замолила ако може така. Дали имаме целина, Никола? Па се полн, да почекаме Добро. 10 секунди само. Добро, ќе направиме тие што се моментално желни да ги има на слика. И тука. Секунда. Да. Дали Океј. Да, може, мислам дека може да продолжиме. Како дел од нашиот денешен панел, бидејќи најголем дел од нашите анализи се однесува за овој институционален контекст на действувањето на граѓанските здруженија во нашата земја, мислам дека заслужуваше посебно внимание да се осврниме на зајакнувањето на институционализацијата на начинот на кој што действуваат граѓанските здруженија. И со нас денес е токму за овие прашања да дискутираат Гоце Куцевски, правен експерт и консултант, Маја Танасова, правник и проектен координатор во Македонското здружение за млади правници и Ивона Кекеновска, раководител на проект Фондација Метаморфоз. Прво ќе му давам збор на Гоце Куцевски, кој што самиот ќе се представи повеќе, бидејќи неговото искуство во граѓанскиот сектор е навистина големо и прилично плодно, би сакала да кажам, и можеби повеќе ќе ни каже за овие проблеми што ги имаме на патот на институционализација на граѓанското општество. Повели Гоце. Ви благодарам на добрата најава, навистина беше задоволство да се слушаат наодите од анализата. Моето име е Гоце Коцевски, како што споменавте. Јас сега баш се навраќам наназад, имам речиси 18 години искуство во граѓанскиот сектор, од кој огромен дел, речиси целото е поврзано со Здруженијето на млади правници, каде што една од клучните работи кои што сакавме како организација да ја постигнеме е да искористиме правото за бенефит на граѓаните, односно да обезбедиме дека граѓаните ќе можат да учествуваат во донесувањето на одлуки во процесите кои што се од нивно значење со користење на правни механизми. Сега, во однос на, пред да поминам на институционалната рамка, суштински е да го разбереме контекстот. И тука ги имаме разликите помеѓу различните држави од регионот. Каде се наоѓаме во моментот? Понатаму ќе се осврнам на кои се клучните проблеми и на крај ќе се обидам да дадам некои препораки каде можеме да одиме напред. Каде се наоѓаме денес? Мораме да ги земеме во предвид карактеристиките на двете клучни групи. Една се граѓаните, затоа што граѓанско учество не постои за граѓанските организации. Граѓанско учество постои пред се за граѓаните. Денес, 2026 година, за жал морам да заклучам дека граѓанството во голем дел кај нас се наоѓа во една форма на резигнираност, цинизам, апатија, разочарување, кое што пред се е последица на разочарувањата од граѓанските движења 2015-2016 година. Таа граѓанска мобилизација, на која што бевме сведоци тогаш, за жал, денес ние не ја гледаме. Причините зошто таа граѓанска мобилизација ја снема се исклучиво во однос на неспособноста на властите да ги задоволат барањата на граѓаните за правда. Наместо тоа, имавме ретроградни процеси кои што кулминираа со измените на кривичниот законник од 2023 година, каде што и покрај барањата на граѓаните, граѓанската организација и стручната јавност, едноставно главом кроз зид се отиде кон тоа.
Денес имаме сведоци сме на неколку граѓански движења, меѓутоа отсуствува можност за поширока мобилизација. Ќе ги издвојам само случувањата настанот во Кочани и како еден таков настан не успеа да не мобилизира како општество, како граѓански организации, на крај крајава како граѓани, да дадеме поддршка. Наместо тоа, дел од лицата кои што беа вклучени дури беа предмет на сатанизирање во јавниот дискурс, што впрочем беше истакнато и во самата анализа. Сличното се случува и со активистите кои што во моментот протестираат против изградбата на рудници во Струмичката околина. Значи, оној начин кој што беше пред 10 години на активно ограничување на граѓанството, сега е малку најден на еден помек начин. Значи, се користи таа апатија и недоволна мобилизираност, меѓутоа го имаме и делот во кој што преку одредени медиуми, одредени лица излаваат со негативни кампањи во однос на некои движења и тие движења замираат. Второ, граѓанските организации. Тука не би должел многу. Впрочем, се беше опфатено таму. Спецификата во Македонија е што ја имаме таа концентрација на мал дел, да кажам, силни граѓански организации, меѓутоа тие последниве неколку години како последица на намалувањето на финансирањето се соочуваат со неможност да го задржат кадарот. Значи, кадар во кој што било инвестирано 15-20 на години, те не може да го задржат, а тој кадар е суштински за да може да ја повлече таа мобилизација и да ги вклучи граѓаните во процесите. И трето, кај властите, и тука повторно, значи, декларативно постои подготвеност, суштински не сведочиме на некаква промена. Сега, каде се проблемите во однос на институционалната рамка? Најпрви, кај нас доминира институционална рамка формирана со меко право, со правни акти, со акти поточно кои што немаат правна сила. Учеството на граѓаните во политиките, да одеме со процесот за проценка на влијание на регулативата. Значи, тој е уреден со основите ги црпи од деловникот на владата и разработен понатаму со упатство. Ако не се почитува тој деловник, тоа упатство нема никакви последици. Законот ќе си биде изгласан колку и да е на штета на граѓанското општество. Така да, тоа ниско ниво на правна сила, за разлика од некои држави каде што, например, тоа е предмет на законско уредување. И тука ќе се сложам со препораката во анализата. Понатаму, државата избира каде ќе ги вклучи, каде нема да ги вклучи граѓанските организации. Еве еден свеж пример. Законот за игри за среќа, кој што во многу држави е клучен за финансирање. Значи, финансирањето на граѓанските организации во Хрватска во најголем дел влече средства од приходите во игри за среќа. Што се случи? Министерството за финансии, без никакво вклучување на граѓанските организации, си го измени тој член и се избришаа здруженијата, туку остана една формулација ќе се користат за заштита на ранливи групи, лица со попреченост и слично. Значи, здруженијата беа буквално избришани во предлог текстот, кој што во моментот е во собранието и можеби нема да биде донесен поради причини неповрзани со ова. Меѓутоа, тоа укажува дека не постои подготвеност, односно се избираат одредени процеси каде што граѓански организации нема многу да брануваат. Таму каде што може, едноставно тие ќе бидат заобиколени. Понатаму забележуваме дека во рамки на ако едно министерство вклучува граѓански организации, не секогаш тоа министерство е синхронизирано или координирано со други министерства. И како последица на тоа имаме случаеви да граѓански организации седат во работни групи со години за некои закони. Еве, например, ќе го истакнам законот за волонтерство, законот за социјални предпријатија, каде што го вложуваат својот труд, своето време, својот придонес, меѓутоа заради отсуство на координирана владина политика, тие едноставно не се сведоци, не излегуваат на светлината на денот. Во однос на Советот, тука имаме и членка на Советот која што
ќе се истакне понатаму. За жал, се уште го имаме оној ефект на од 2023 година, кога Советот се бойкотираше, постои обид, јас навистина се надевам дека тоа тело ќе започне да функционира, меѓутоа неопходно е да се зајакнат моќите на тоа тело. Во моментот тоа тело е советодавно тело на владата. Советодавно тело значи владата ќе го консултира, дали ќе го прифати советот или не, апсолутно ништо не значи. Така да се дава една добра форма, една добра фасада, меѓутоа во позадина, повторно ќе го кажеме, не гледаме не гледаме значителен напредок, барем во оваа фаза. Се надевам дека ќе грешам. Сега, што е тоа што според мене може и треба да се превземе? Прво и суштински неопходно е ќе повторам препораката. Законско уредување на процесите каде што се вклучуваат граѓаните, не со подзаконски акт. Со други зборови, неопходно е да има последица ако се не почитуваат тие обврски. Дали таа последица ќе биде дека собранието ќе го врати законот на влада затоа што не е запазен предварен процесот, или некоја еколошки проект ќе биде навистина отфрлен заради отсуство на суштинска консултација, е прашање кое што може да се дискутира. Меѓутоа, неопходно е тоа да биде законски уредено. Следно, мора да се воспостави уште еднаш идејата за воспоставување на фонд за институционална подршка на граѓански организации. Средства има, особено ги истакнав игрите на среќа како може, меѓутоа неопходно е да се работи на тоа. Понатаму неопходно е да се дигитализира непосредната демократија. Ние заборавивме референдумите, граѓанските иницијативи, собирите на граѓани како законски механизам за влијание, кој што во моментот не функционира. И неопходно е да се понатаму да се размисли за институционализирање на Советот на повисоко. Значи Советот да биде законско тело, не тело кое што е формирано со одлука на владата, па можеби тело кое што е основано од собранието и кое што на некој начин ќе има суштинско влијание врз процесите на креирање на политики. Вака како што сме во моментот, ќе се согласам и со наводите дека сме наоѓаме некаде на средината. Постојат одредени инструменти, патеки, меѓутоа во суштина учеството не го гледаме и не би можел да кажам дека забележувам некој прогрес понатаму. Извинете ако одземав малку повеќе време, меѓутоа тоа се всушност моите согледувања. Благодарам многу, Гоце. Навистина даде еден многу значаен, да кажам, преглед на она што е реалност во нашето граѓанско општество и она што треба понатаму ние да действуваме сите заеднички. Јас тоа би го додала дека кога ќе кажеме заеднички, повеќе ми звучи вака како една желба тоа да се случи, отколку што може реално да очекуваме дека скоро ќе биде. Во ред одиме понатаму и давам збор на Маја Атанасова, правник и проектен координатор на Македонското здружение за млади правници, истовремено и членка на Советот за соработка на владата со граѓанското општество. Повели, Маја. Добар ден на сите, ви благодарам на поканата и на ваква дискусија да си ги кажеме маките и да видиме како да одиме малку понапред, доколку можеме. Веќе ме најавивте, јас работам во Македонското здружение на млади правници, меѓутоа тука и ќе зборувам повеќе како член во Советот за соработка помеѓу владата и граѓанското општество, бидејќи нас токму тоа ни беше и целта, дека сакавме да се вклучиме во Советот, бидејќи го гледавме како еден дел од поширокиот процес на градење на општество во кој што ќе најдеме начин како да се чујат и проблемите и потребите на луѓето кои што не се на позиција на моќ. Ние сме таму избрани како представници на граѓанските организации во областта на демократија, промоција и заштита на човековите права и доброто владење. Тоа е широка област која што нас ни дава шанса да ја градиме, да ја имаме улогата како една обврска, да бидеме канал преку кој организациите ќе можат да им укажат на институциите доколку тие не обезбедува доволно простор за суштинско учество или кога консултациите се формални или кога одлуките се носат без реално вклучување на секторот. Ова го имавме за жал и претходно, го имавме и кога се случуваше бојкотот од Советот, меѓутоа и сега кога Советот
навистина се труди да работи. За жал, овие работи, веќе спомнаа и луѓе и сите пред мене, а и стои во самиот извештај дека едноставно се уште сме за жал тука. Советот во моментов, по бојкотот во неговиот прв состав, навистина покажува некаков ентузијазам помеѓу членовите. Значи има чести се средбите, речиси на месечно ниво. Меѓутоа, нашиот проблем е дека како Совет се уште не сме препознаени од граѓанските организации или едноставно граѓанските организации се уште немаат доверба во Советот како едно тело кој што навистина представува врската помеѓу нив и институциите. И од тие причини се уште не гледаме дека им овозможуваме на организациите да се обезбеди таа ефективна соработка и конструктивен диалог. Неколку проблеми ги имаме ние што ги гледаме во овој период од речиси една година, кога навистина се обидуваме нешто да помрднеме, да поместиме и да ја дадеме релевантноста на Советот онаква како што би требало да има. Првиот проблем со кој што и ние се соочивме како членови, и јас се соочив како член, е дека навистина немаме соодветен преглед и пристап до организациите кои што работат во областите што ги представувам. Една многу добра пракса што ја има и во самата одлука за Советот е дека секој кога се кандидира за член треба да даде програма на кој начин ќе комуницира со организациите што ги застапува. Ние обезбедивме, дадовме предлог за комуникација, најавивме дека ќе ги комуницираме преку мејл организациите кои што се во нашата област. Меѓутоа, што се случува во пракса? Во пракса, вака поделени организациите се единствено оние организации кои што се регистрирани на сајтот на НВО соработка. Тоа е многу мала бројка на организации, а исто така многу од нив веќе не работат или им се променети мејловите и едноставно не можеме да оствариме комуникација. Дури онаму каде што успеваме да допреме до нив, одговор повратен немаме. Во речиси година дена на комуникација помеѓу организациите, до сега ние имаме, јас лично, имам добиено само една повратна реакција. Една организација побара дополнителни насоки за да поднесе иницијатива за активностите за програмата на работа на владата. Во сите други случаи, оно што сакаме да го истакнеме на Советот, работите за кои што се дава мислење до владата или до министерствата, се во принцип информации кои што ние ги добиваме од нашата лична работа, преку организациите со кои што имаме директен контакт или преку мрежите во кои што учествуваме. Мора да се согласиме дека целта на Советот не е тоа, туку целта е да обезбеди простор за сите организации, особено за оние помалите кои што доаѓаат од различни средини, да имаат пристап, да пријават проблем, да изнесат став кој што е поврзан со нивната ефективна вклученост во процесите на политики. Дека многу мал број на организации се запознаени со постоењето и со работата на Советот е многу очигледно и можеме да го видиме и од бројот на организации кои што всушност и гласаат за членови на Советот. Таа бројка мислам дека не достига ни 100, иако многу повеќе организации се регистрирани. И сега, бидејќи оваа платформа стојат и повици за вклучување во работни групи, стојат и записници, стои целокупната работа на Советот, јас и овде бих искористила платформата да пробаме некако да ја пратиме пораката до организациите, да ги отвараат странициве и да се обидат, барем ако ништо друго, да се вклучуваат и да комуницираат. Бидејќи на ваков начин како што функционираме во моментов, телото постои, меѓутоа ние сме самите на себе и се уште имаме ситуација во кој што Советот комплетно се заобиколува при номинирање на членови од граѓанскиот сектор во одредени тела. Праксата е и таа, дека секоја институција се обраќа до Советот, Советот понатаму номинира член од своите редови, доколку е предвидено со закон, или распишува повик за кандидати од граѓанските организации да се пријават. Меѓутоа имавме неколку ситуации кога праксава беше заобиколена. Имавме реакција, например, за кога беше процесот за избор на член на Судски совет. Истото ни се случи кога требаше да бидеме вклучени во изборот на член за Државна комисија за спречување на корупција. Исто така последно беше сега пред непол месец кога поканата за учество на средбата на групата за мониторинг на реформска агенда ја добивме само неколку дена пред да се случи состанокот, а ние всушност требаше да обезбедиме присуство на повеќе членови од граѓанското општество. Едноставно не ни се остава нити време, нити можност да ги спроведеме процесите за да можеме да обезбедиме луѓе со одветна застапеност на секторот. Ние овие ситуации ги комунициравме со институциите,
и постојано ги комуницираме, меѓутоа останува да видиме кога и на кој начин овој проблем ќе се надмине. Од начините на кои што се обидуваме да стапиме во контакт со организациите, треба да се спомене и да се зборува повеќе за тоа дека има обид за организирање на повеќе регионални средби, значи членовите од Советот да одат во повеќе региони низ земјата за да се доближат до граѓанските организации. За сега тоа се прави преку граѓанскиот ресурсен центар, се надеваме дека ќе имаме шанса да го направиме тоа многу повеќе. Ова ни е важно затоа што таа незаинтересираност или недоволна вклученост на организациите во работата не значи само за нас дека они нас не приметуваат, туку значи помал притисок врз институциите да го работат тоа транспарентно и да обезбедат суштинско учество на секторот, затоа што на сите ни е реално доста од формалната вклученост. Ние сите следиме дека често се укажува на тоа дека предлозите на организациите не се земени предвид. Дури и оние закони кои што ги има на ЕНЕР, дури и кога има коментари, ние не знаеме кои коментари се земени предвид, зошто се земени, зошто не се земени, не добиваме никакво образложение. Се вклучуваме во процеси на работни групи, се вклучуваме во процеси на собрание, меѓутоа немаме реално влијание. И се тоа само укажува на формална транспарентност и вклученост со речиси никаква ефективност. И очекуваме дека организациите од надвор доколку повеќе притиснат, бидејќи Советот е нели составен од членови од граѓанскиот сектор, меѓутоа представници од министерствата, дека доколку се види дека и нас како членови не притискаат организациите кои што ние ги застапуваме, ќе добиеме на многу поголема тежина за да можеме да ги направиме сите овие работи и сите овие предлози за кои што се зборуваше и претходно на оваа сама работилница. Така што Советот би бил убаво да влезе во закон, би било убаво да се направи како едно посебно тело, меѓутоа само по форма од ова што го гледаме нема да значи ништо доколку не успееме да ги натераме организациите да го прифатат како свое тело и навистина да притискаат, бидејќи формално или не, ова ни е шансата да ни се чуе гласот. Фала ви. Благодарам многу, Маја. Наистина укажавте на одредени аспекти, што од таа перспектива на член на Советот, меѓутоа по повод правењето на овој извештај, ние се обидовме да видиме, да собериме податоци од веб страната на Советот, што морам да кажам, за жал е исклучително сиромашна, за да не снабди нас со податоци. Така да контактот со граѓанските здруженија можеби не треба да го фрламе на граѓанските здруженија толку колку што се многу мали иницијативите од страна на можеби на секретаријатот или во крајен случај ние како граѓански здруженија треба да ги добиваме записниците од седниците кои што ги има. Никогаш не сме добили. Записниците стојат на веб страната, мислам дека е тоа најмалиот проблем. Меѓутоа многу е поголем ова, дека немаме допир до граѓанските организации. И сега ова што се случува со регионалните средби, мислам дека ќе биде некаков добар чекор. Мада искрено сите доаѓаме од секторов, знаеме дека и не се стекнува доверба така лесно и нека оди полека, меѓутоа нека тргне. Да се нека влезе дека регионалните средби ќе бидат редовни, дека редовно ќе се случуваат и дека на крајот на денот нема да зависат од проектни активности на други организации, бидејќи во моментов тие регионални средби ги плаќа граѓански ресурсен центар. Благодарам многу за оваа перспектива која што доловивме. Сега давам збор на Ивона Кекеновска, раководителка на проект во Фондацијата Метаморфозис, фондација која што во моментов го води ова отворено партнерство меѓу владата и граѓаните. Добар ден, ви благодарам госпоѓа Милева и благодарам на поканата пред се да бидеме дел од ваква исклучително интересна и се надевам интересен настан кој што ќе има нели свој ефект врз основа на наудите кој што Нивенка на многу интересен начин ги презентираше. Многу конкретно, многу концизно и многу силно. И секако на моите колеги Гоце и Маја, секогаш интересни да се слушнат со своите согледувања, заклучоци и со целокупното знаење што го носат. Како што представи господја Милева, работам и јас во граѓанскиот сектор, па колку Гоце, многу времена назад, над 15 на години. Во моментот, значи,
работам на иницијативата Отворено владино партнерство и кога претходно зборувавме доста околу тоа колку дискусијава досега колку треба да се има заедништво и каде се граѓаните во овој момент во државата, кога станува збор за партнерството за отворена власт, која што сите знаеме дека е една глобална иницијатива уште од 2011 година, каде нашата земја е вклучена од самите почетоци, движечката сила на партнерството за отворена власт или OGP е практично давање примарно значење на граѓаните. Значи, слоганот е дека граѓаните се тие кои треба да ги креираат политиките и условите кои влијаат врз нивниот живот. Кога зборуваме за институционализирани заложби и граѓаните се појавуваат која е нивната тежина и кој е нивното значење и улога во преку овој процес. Значи, голем број заложби прераснати се од проектни активности, би сакала да кажам, во воспоставени механизми, политики, практики, кои што практично обезбедуваат еден континуитет на принципите на доброто владење. Така што значајна улога имаат, особено значајна улога граѓанските организации преку предлагање на заложби согласно самата кокреација, застапување, координација со институциите, подоцна мониторинг на таа имплементација и се разбира во однос на поддршката. Кога зборуваме за институционализација, тука неизбежно е да го кажеме механизмот, односно воспоставување на Советот за партнерство за отворена власт, кој што е една од можеби најзначајните институционални резултати досега, неговото воспоставување, затоа што тој представува еден формален механизам на координација, консултација и следење на процесот и актуелниот, тековниот во моментот национален акциски план како и секој иден, и тој обезбедува една континуирана соработка помеѓу институциите, граѓанските организации, академската заедница и други засегнати страни, затоа што е клучен е во креирањето, имплементацијата и мониторингот на сите национални акциски планови. Тој е составен од 16 лица и практично, значи тоа се 8 представници на граѓанското општество и 8 на институциите, и Советот за партнерство за отворена власт кога се оформи беше практично првата форма, првото тело, да речем, во државава, каде имаме буквално еднаков број на представници од едната и од другата страна, ако може да кажам, значи каде имаме една рамнотежа. Кога зборуваме за институционализација на националните акциски планови, исто многу е битна, значи, кокреацијата, која што од одредена практика на почетокот низ годините наваму представува еден механизам кој што има јасни процедури, има јавни повици за вклучување на сите граѓани, критериуми има за учество и секако консултативни процеси во однос на кокреацијата, и многу е важно, зборувајќи за тековниот 2026-2028 кој што е во процес на кокреација, дека практично тематските области на кои што се работи ги координираат лица, односно представници на граѓанските организации, каде што тие ја прават, значи, на кохезија и тие ја прават координацијата заедно со институциите и оние кои што се потенцијални предлагачи на потенцијалните заложби. Исто така, многу важно, кога се зборува за Советот, е битно да се каже и постоењето на мрежата. Значи, мрежата сама по себе представува едно неформална форма, меѓутоа во моментот координатор е Фондација Метаморфозис, кој што практично беше една од 10 организации кои што беа дел од иницијативниот одбор уште на почетоците, кога се оформуваше и овозможен организирано, координирано, континуирано учество на граѓанското општество во овој процес. Споменав дека е неформална, одигрува клучна улога во развојот на моделот за кокреација, во воспоставување на Советот и секако заекнување на мониторингот на имплементацијата. Кога зборувавме и за одливот, сега тука ми се поклопуваат работите во однос на осипувањето, намалувањето на организација, тоа пак е од намалувањето на средствата. Значи, ова мрежа беше конституент на 77 граѓански организации од 11 градови, да денеска сме 42 во 9 градови. Значи, бројката е намалена и
Предпоставувам дека дел од причините поради кое што е намален бројот на членките на мрежата, кои што не го возобновиле своето учество, е токму заради ова што претходно го кажаа и моите колеги. Многу важно нешто и многу во однос на институционализацијата и националниот портал за партнерство за отворена власт. Сите сте имале, предпоставувам, прилика да го посетите ovp.gov.mk, кој што представува еден централен портал, една платформа каде се објавуваат сите национални акциски планови досега, сите извештаи, како тече една кокреација, што е советот, што е мрежата, како може да се вклучи, како се прави националниот мониторинг и се останато буквално што е поврзано со оваа иницијатива. Исто важно се отворените податоци како трајна јавна политика, која што е многу битна, една од најдолгорочните, да речам, и може да кажам дека една од најуспешните OGP заложби во нашата земја, благодарение на континуирано застапување од проектна иницијатива во јавна политика преку национален портал за отворени податоци, институционални обврски за нивно објавување и слично. Многу е важно исто така во поновите акцијски планови беа воведени заложби за поголема транспарентност на јавните набавки, пристап до податоци на вистински сопственици на компаниите и дигитализација на финансиското известување за политичките партии, токму на кое што во тоа е една од заложбите, да речеме, би ја издвоила од тековниот национален акцијски план 24-26, тоа е една заложба, се однесува на дигитализација на финансиско известување на политички партии преку воспоставување идно софтверско решение и подготовка на подзаконска рамка, во чии рамки со експертска помош досега и заедно во консултација со Министерството за финансии беа подготвени 6 подзаконски акти кои што нели пак ќе направат основата и кон кое што ќе може да се продолжи понатака кон ова софтверско решение и претходна консултација со сите чинители. Нема да должам многу, значи само сакам да кажам дека да заклучам дека како најголемо достигнување во OGP, во партнерството за отворена власт, дека не се поединечните реализирани активности секој пат, туку токму ова кое што го кажа, воспоставување на трајни механизми кои што возможуваат транспарентност, отчетност и учество. Од советот, мрежата, унапредување на политиките за отворени податоци, слободниот пристап на информација од јавен карактер и слично, така што и ние како иницијатор, предлагач на заложби, во моментот координатор, застапувач, партнер во спроведување на реформите, сметаме дека е од исклучителна важност и сите овие резултати дека се пример за успешно институционализирање на OGP вредностите и каде се покажува дека само преку долгорочно партнерство меѓу институциите и граѓанското општество се возможни промени. Ви благодарам. Благодарам многу на ова представување на начинот на кој што ќе функционира овој систем. Мислам, овој нов вид на институционализација. Од ова што вие го кажавте, и мене почна да ме обзема некаков оптимизам. Сериозно, да. Станав поголем оптимист на овој план на соработка, кој што многу граѓански изложени, еве и во анкетата веќе го наведоа како еден недостаток во имплементацијата на она што по суштина го создава и го креира граѓанскиот сектор како свој инпут во реформите. Сепак ви благодарам за ова. Ова е еден од начините на вистина да се постигне повеќе. Одиме понатаму. Сега имаме можност за една поотворена дискусија на сите овде кои што се учесници, да не поставуваме прашања, дали има некој кој што веднаш ќе се надоврзе на дискусијата, дали има така храбри луѓе овде да видиме. Не храбри, мислам, не станува збор за храброст, туку повеќе за желба да се придонесе за оваа дискусија и како ќе научиме повеќе од други за она што треба да го правиме понатаму. Раче не гледам овдека спуштено. Евентуално, ако некој сака во четот, нека запише прашање, ако не сака да се јави. Ќе го прочитам. Имам едно резервно прашање кое што би го поставила до сите. Овде ние не го поставивме прашањето за
нивото на граѓанска вклученост, која што не мислам само на начинот на кој што работат граѓанските здруженија, туку ние често пати се упатуваме до владата и до дали владата нас не слуша и дали политиките се согласуваат со она што ние како граѓански здруженија го зборуваме. Меѓутоа, колку нашите активности допираат во другата насока, односно кон граѓаните. Особено ова се однесува, зборувам за евроинтеграцијските процеси, за реформските процеси, каде што овој процес треба да биде навистина двонасочен. Од едната страна институциите, од другата страна граѓаните, кои што ми се чини дека овде имаме прашања кои што треба да ги продискутираме. Граѓанскиот активизам, како што рече Гоце пред малце, дека оние иницијативи кои што ние го дискутиравме, тоа не знам Невенка дали ќе се сети во Мостар, дека ги спомнавме овие адхок граѓански иницијативи кои што се создаваат по повод на одредени многу важни прашања, како што беше родниците, потоа загадувањето на воздухот во Скопје и многу други прашања. Значи, меѓутоа, овие остануваат на ниво на моето прашање е колку граѓанскиот активизам е мобилизиран или постои таква динамика во нашата средина која што ќе даде одредени резултати. Еве како што гледаме, тие резултати се малку не се оно што може би требало да го потикне граѓанското општество да се вклучи во тој сегмент. Коце, дали имаме одговор на ова прашање? Во однос на, мислам, јас две прашања можам да изведам од вас. Првото беше во колкава мера граѓанските организации ги вклучуваат граѓаните, ако добро разбрав, а второто е во однос на граѓанскиот активизам. На првото прашање одговорот е недоволно и тоа зависи од природата на организациите. Ако се работи за организација која што дава услуги на определена целна група, дали ќе биде тоа некаква ранлива група на граѓани или слично, тогаш врската е многу поголема. Меѓутоа, колку организацијата е насочена повеќе кон think tank, кон креирање на политики, кон анализи, толку повеќе се јавува и тој јас помеѓу тоа што го прави одредена организација и тоа што го бараат граѓаните. Тука дефинитивно треба да се работи. Во однос на првото активизам, според мене и покрај она резигнираност постои, меѓутоа немаме начин како да го поддржиме. Значи, имаше една иницијатива да се призна одредена активна легитимација, еден правен статус на неформалните групи и здруженија во Законот за здруженија и фондации, меѓутоа од за мене непознати неоправдани причини тоа не пројде едноставно и неопходно е да се мобилизираат и да се даде можност на овие групи затоа што тоа е автентично граѓанско општество, група на граѓани кои што имаат сличен проблем, се мобилизираат и действуваат. Како еден пример позитивен преска го пропуштив е Брајчино или Дупени, каде што се обединија граѓаните од тоа село и успеа да спречат да се експлоатира шума која што се наоѓа над нивното село. И тоа е еден позитивен пример. Така да постои активизам, недоволен е и отсуствува рамка која што ќе овозможи тој активизам да се развива. Добро, благодарам Гоце. Јас гледам тука мојот колега Ристо Иванов, кој што е се уште, дали ме слуша Ристо? Да, те слушам. Имаше едно размислување кога разговаравме за овие теми во врска со капацитетите на граѓанските организации и начинот на искористеност. Ние слушнавме во оваа дискусија дека имаме навистина голем проблем со човечки ресурси во граѓанските организации, значи се создаваат капацитети, неспорно дека постојат такви можности, меѓутоа мобилноста на овој кадар е прилично голема. Што би, може би, како исто така некој кој што добро го познава граѓанскиот сектор, дали имате едно поинако или слично размислување во врска со ова?
Па, она што беше моje мислење дека постои потенцијал, иако како што беше кажано во претходните дискусии доста е мобилен па се заминува, меѓутоа генерално моја оценка е дека тој потенцијал може да се трансформира во конкретни услуги, во, да кажам, еден дел комерцијализација, кој што би можел до некаде да помогне во намалување на зависноста од донаторски средства и грантови. Тоа беше првата работа и јас она што го гледам има таков потенцијал голем, меѓутоа се уште е поинтересно она што се вика лобирање, адвокатура, разговор со јавни институции, за да може повеќе да биде вклучен во градење на политики. Иако постои добар потенцијал за конкретни услуги кои што може да придонесат нашите по-спремни граѓански организации да учествуваат на проекти од Европска Унија, програмите кои што, помеѓу другото, бараат капацитет на граѓанските организации во испорака на конкретни услуги, кои што ќе бидат дефинирани во јасна форма и ќе бидат користени и од донаторите, но истовремено од јавните институции да ги испорачуваат на граѓаните. Не само во креирање на политики, него и во имплементацијата на тие политики. Дали е тоа се? Да. Се согласувам со тоа дека овој капацитет на граѓанските, зборувам за еден висок ранг на експертиза, она што го легитимираат и институциите. Мислам, меѓутоа начинот на кој што овие граѓански да кажам ресурси кои што одат во институциите како кадар е малку помалку или повеќе да кажам една бизнис ориентација, на таа мислиш, нели? Бизнис ориентација на искористување на капацитетите на граѓанските здруженија. Лично мене како некој кој што ги познава областите, навистина се доближуваме и до таа би требало да се доближиме и до таа варијанта. Меѓутоа ситуацијата е прилично сложена. Дали има некаков пример во врска со тоа? Исто прашувам. Па да, има доста организации, например, овие што преземаат деинституционализацијата, например, во делот на социјални услуги, има доста невладени организации кои успеа своите услуги своите активности да ги трансформираат во услуги и влегуваат во програмите за социјална заштита, каде што може да испорачуваат за ранливи групи на граѓани конкретен тип на услуги со кои што конкурираат и државата плаќа за услугите, а не само за активностите. Посебно во делот на деинституционализацијата, исто така има и други организации кои што се јавуваат на одредени комерцијални трендови за да учествуваат за испорака на некои услуги на јавните институции. Значи, главно во социјалниот сектор на действување, колку што може да разберам. Па да, во социјалниот истовремено моето искуство е повеќе со Хоризонт, со лайф програмите, каде што со преку проектите јасно се бараат тип на услуги кои што ќе се испорачуваат и после да се обезбеди одредена одржливост. Најчесто во Европа се бараат повеќе типови извори на приходи на невладените организации, не само активности за лобирање, него истовремено испорака на услуги и најчесто има некаква, да кажеме 50% од грантови, 30% до 40% од испорака на комерцијални услуги и некаде 10% од членство ако се плаќа членарина. Благодарам многу. Дали има некој што сака само иницијативно да се пријави за дискусија? Да, добар ден, дали ме слушате? Да, повелете. Јас сум Марија Бабан, представник од општина Куманово. Инаку во моментот сум раководител на оделение за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Инаку по професија дипломиран политиколог и магистар по меѓународна безбедност. Да ви се заблагодарам први на поканата. Навистина ми е чест и задоволство што присуствував денес на вашата панел дискусија. Ја поздравувам работата на невладините организации. Воедно сакам да истакнам дека како општина Куманово, господинот Ристо Иванов
Значи, истакна дека има невладени организации кои што работат во делот на нудење на социјалните услуги, меѓутоа општината Куманово тука во тој дел е навистина доста активна. Ние оваа година сега до пред месец дена имавме активни јавни повици за учество и финансирање на невладините организации и во дел значи на промоција на здравствени мерки и активности, исто така поддршка при воспоставување на социјални услуги, каде што од буџетот на општина Куманово се одвојуваат, да речам, околу 4 милиони денари секоја година за помош и поддршка во работата на невладините организации кои што се занимаваат значи со социјална работа и со социјална политика. Така да, што се однесува во делот на вашите иницијативи за регионална соработка, би можеле, значи, како општина, како институција да ви понудиме можност за соработка, еве преку професорка, преку вашето движење, едноставно може да организираме и регионални средби со невладините организации во Куманово, каде што, например, би учествувале представници од невладини организации од 6 општини, кои што се дел од Североисточниот плански регион, вклучувајќи ги Куманово, Крива Паланка, Кратово, Старо Нагоричане, Ранковце и Липково, каде што претпоставам дека ќе ви биде од голема помош и на вас, еве и на движењето, значи на младите правници и на членовите на советот. Како што успеав да разберам, еве, значи прв пат слушам од вас дека има нели ваков совет. Не сме запознаени ние како институција, меѓутоа убаво што слушнав и можеме да ви понудиме соработка и едно вмрежување кое што претпоставам дека би ви било од поголема корист и од помош. Третиот заклучок во делот на евроинтеграциите, сметам дека дефинитивно мене ме интересира нормално процесот на евроинтеграциите на нашата држава и вклучително на Западниот Балкан, на државите од Западниот Балкан, меѓутоа сепак сметам еве како обичен граѓанин, ние немаме доволно информации, бидејќи на некој начин сепак евроинтегративните процеси се стават на највисоко можно државно ниво, да не речам на централно ниво, а локалната заедница едноставно останува како на страна во делот на евроинтегративните процеси. Ние често пати, што е погрешно според мене, евроинтегративните процеси ги сведуваме на работа на проекти, на имплементирање на проекти, обезбедување финансиски средства од прекогранична соработка, од странски донатори, од меѓународни организации, меѓутоа евроинтегративните процеси имаат многу поголема тежина и се бара и потребно знаење, меѓутоа и реформски процеси, нормално имплементација и следење на сите оние мерки кои што едноставно нас ни се приоритетни, битни и важни, за да се доближиме значи многу повеќе до европското семејство, односно нели се надеваме сите дека еден ден нашата држава ќе стане членка на Европската унија. Така да во тој дел сметам дека убаво е невладиниот сектор многу повеќе да работи, дури на пример да се вклучи во мерки и активности и со самите местни заедници, каде што на пример општината Куманово формираше и совет на местни заедници. Ние имаме 47 местни заедници, дел се локални, дел се рурални, и замислете колку би ни било добробит на сите нас да ја помогнеме на нашата држава во овој процес, бидејќи верувајте дека обичниот граѓанин, освен тоа што следи дневна политика, верувајте дека многу малку знае што всушност ние треба се да направиме или се да превземеме како држава или како локална самоуправа, за да можеме едноставно значи полесно да ги исполниме сите наши обврски од реформската агенда и да можеме понатака нели да станеме, се надвам, полноправни членки на Европската унија без никакви ограничувања и едноставно и проблеми. Така да сметам дека мојата дискусија ви помогна, добронамерна е, ви стојам на располагање, слободно може да не контактирате и сме отворени за соработка како општина Куманово да помогнеме на невладиниот сектор. Имаме дури воспоставена одлична соработка со невладините на ниво на општина Куманово, комуницираме, значи ги известуваме нели доколку имаме објавени повици кои што се во нивен интерес да аплицираат, така да таа комуникација и таа соработка ни оди одлично. Сметајте на нас и без разлика, значи контактирајте не за што и да треба. Ви благодарам. Благодарам многу, Марија, навистина го доплекте онаа прашање кое што е многу клучно за европските интеграции. Нема европски интеграции без граѓани. Без граѓаните тоа да го спроведат и да го прифатат како нивен начин на живење и практикување во областите домени.
Ви благодарам многу, ама повикот да ни помогнете може да биде обостран и ние можеме да помогнеме. Така да овде да се најдеме на некое заедничко действување за доброто на сите. Што имаме уште? Дали има некој вака повторно самоиницијативно да се пријави за дискусија и да постави прашање, да даде коментар? Немаме, меѓутоа, тука е еден од академската средина. Андон, дали се уште не следиш? Изгледа не. Имаше направено една многу убава анализа за современите предизвици на граѓанското општество во нашата земја, сметајќи на него дека сака да се вклучи, меѓутоа не го гледам. Меѓутоа, со оглед на тоа што времето е за дискусија, планираното време за дискусија истекува, веќе е 14 часот и 17 минути, планирано беше да заврши во 14 часот и 15 минути. Да дадиме одредени завршни заклучоци, дали Ивона и Маја би сакале уште нешто да дополнат до крајот на како завршни зборови, да претпоставиме дека може да се случи такво нешто. За Ивона разбравме дека целосно го разбравме концептот на отворено владино партнерство и навистина ми е многу драго и да оди понатаму, да почне да живее не само како проект, не само како заложба, јас така и го доживувам во овој момент денес. Искрено се надевам дека многу скоро сите ние како граѓанско општество ќе ги живееме овие придобивки на едно вакво институционализирано партнерство меѓу владата. И меѓутоа, не случајно го поставив и прашањето за односот кон граѓаните и граѓанските мали иницијативи кои што доаѓаат од нивна страна. Овој вид на чувствителност на вистина треба така да го развиеме. Не се наоѓаме меѓу големите граѓански здруженија, секако дека нашите капацитети се многу посебни во европското движење, во однос на европските интеграции. Располагаме со една експертиза од најмалку 50 стручни луѓе што учествуваат во Националната конвенција за Европска унија, кои што се во секој момент подготвени да се вклучат во диалог и да дадат свој придонес. Меѓутоа реков дека начинот на кој што работат големите граѓански здруженија не треба да се свртат само кон мониторинг, кон застапување и така натаму, туку да се даде една поголема поддршка на граѓаните, зашто ние не ги знаеме локалните иницијативи. Ова Марија што ни го представи пред малку, многу малце знаеме за сите тие локални нешта и треба да се свртиме кон внатрешноста на овие иницијативи кои што се од многу големо значење за пред се за реформските процеси. Извинете, само ако може како мало дополнување, значи процесот колку што имам информација, првава недела уште од јули се уште е отворено, иако значи имавме до сега 3 настани за отпочнување на процесот на кокреација, каде граѓанските организации беа вклучени нели само иницијативно во однос на тоа кој сака да предложи одредена заложба, па тоа на седница на совет да биде разгледувано, меѓутоа може и директно на сајтот на pov.gov.mk да се испрати своја заложба, свој предлог, значи не треба да станува збор за голема граѓанска организација, може да биде од најмалата, дури може да биде и од физичко лице, значи од еден човек, меѓутоа се додека нели ги исполнува критериумите на партнерството за отворена власт, може да се поднесе заложба, така што иницијативата е отворена и дали сам предлагачот или во партнерство со други организации, нели во координација со институциите, апсолутно може да достави свој предлог кој што понатака, нели доколку е прифатив согласно критериумите, ќе биде дел од 7-миот национален акцијски план кој што е во, како што споменав неколку пати, во кокреација во моментов и ќе се однесува на 24-26 е тековниот и ова е за наредните 2 години, 26-28. Исто така и OGP Local постои иницијатива
Тоа може да ја разгледаат, еве господја Марија, како што спомена, може да се вклучат на глобалната страница на OGP и таму да проверат кои се пак предусловите за вклучување во OGP Local, каде токму се овозможува на граѓанските организации во партнерство со општините да се вклучат и да бидат дел од таа заложба во однос на оние потреби кои што се детектирани на локално ниво. Ви благодарам. Благодарам многу. Невенка, дали има нешто што вие би го кажале? Дали бих нешто додала? Есте ме то питали. Да. Само да ја знам да неке ствари из резултата јесу депримирајуće, из анализе да су неки резултати депримирајуći, али да у суштини nama kao civilnom sektoru ne preostaje ništa drugo nego da iznalazimo mehanizme učestvovanja i korekcije, jer ja čvrsto vjerujem da smo mi korektiv zapravo javnih politika. Nama ne preostaje ništa drugo nego da djelujemo aktivno kao korektiv i da koristimo postojeće mehanizme. Svakako, čini mi se da je tu i prema ovome što je Ivona rekla, znam da se Metamorfozis aktivno bavi time da vi imate dosta alata za e-participaciju. Crna Gora nešto manje i još uvijek smo i dalje na nekom bazičnom nivou da nam je sve na osnovu papira od predaje projekata pa nadalje, ali imamo par alata koji se mogu upotrijebiti, ali prosto potrebna je i promocija i potrebna je promjena svijesti u našim institucijama da to može isključivo preko toga. Mislim da i Estonija, Ivona će me podržati, mislim da je Estonija onda kad je kretala sa svojim prelaskom na digitalizaciju zapravo to odradila tako što je oduzela mogućnost papirne verzije. Sad, mi smo još uvijek balkanski mindset, pa dok mi dođemo do tog momenta da oduzmemo papir, dosta toga će proći i nas kao civilni sektor to ne treba da ograničava, jer mi moramo da vršimo pritisak, odnosno mi moramo da budemo korektiv javnih politika. Благодарам многу. Немаме повеќе прашања. Имавме плодна дискусија, имаме насоки во поглед на тоа граѓанскиот сектор оди малку побавно, но сепак се движи, одиме напред. Продолжуваме со активностите во проектот кој што има повеќе, не века колико working package имамо у овај проектот. Ja, ako se ne varam, mislim da imamo 12 working packages, radnih paketa, od kojih, kako smo i prije dok smo čekali, šalili se da još uvijek pokušavamo konceptualno da shvatimo cijeli projekat. Tako da puno toga nas još čeka u narednih 2 godine. Da. Искрено се надевам дека ќе успееме да го анимираме и нашиот граѓански сектор во овој проект и дека многу скоро ќе се видиме повторно онлайн, но може и поинаку се разбира. Ви благодарам на сите кои што бевте денес присутни на овој панел. Ми беше задоволство да ве слушам и секако дека споделувањето на сите овие наши искуства ќе бидат дел од натамошните анализи на нашата страна на проект. Hvala puno i u ime CEDEM-a. Много попладне, пријатно. Prijetno. Поздрав за сите. Пријатно.